тишината или музичката пауза исто така представува нотен материјал. Моментот на пауза не е време кога треба да се одмориме, туку напротив, треба активно да продолжиме со слушањето. Од едноставна причина што таа ја антиципира музичката мисла, односно го најавува она што допрво треба да дојде. Макс Рихтер е можеби во моментов еден од најфлуентните композитори на светската музичка сцена. Тој е представник на тој постминимализам. Документарецот посебно ми се допадна затоа што има еден уметнички манир, еден сензибилитет кој мене лично многу блиску ме допре. Сметам дека со музиката која прави овој пат наменета за спиење, во време траење од 8 часа, тој сушност упатува една гласна порака или еден вид на протест кон секојдневниот начин на живот, кон таа трка по времето, по секојдневните обврски, каде што нагласува дека сонот може би остана единственото ексклузивно место каде можеме да се соочиме со музиката на начин на кој прилега. За него сонот е местото каде што се раѓаат брилијантните идеи кои се кристализираат со изгревањето на сонцето. И тој еден социјален експеримент кој го спроведува на Менхетан во центарот на Њу Јорк, каде што публика му се луѓе кои спијат, навистина покажува за тоа дека токму тие 8 часа кога тие изведуваат музиката во живо, имаат една фокусирана публика. Меѓутоа со доза на иронија вели и самиот дека по будењето тие веднаш се посегнуваат по нивните мобилни телефони за да го сликаат изгреј сонцето и да споделат на социјалните мрежи. Значи таа зависност од екраните за кои самиот зборува во документарецот е неизбежна, кој помалку кој повеќе ние живееме таков начин на живот. Така што сметам дека Макс Рихтер не прави само музика, тој ја користи како медиум затоа што испраќа една гласна порака, како што тоа на пример го правеше Шенберг во времето на нацизмот, во чија музика пак се слушаат гласни крици, се чувствува смртта. Така што сметам дека ова негово дело е нешто брилијантно и дека документарецот навистина вреди да се погледне.